Штип никако да се ослободи од грдите еколошки гледки во непосредното животно прокружување. Дел од градата екологија низ градот се и остатоците од она што требаше да биде проект со информативни кабини, од кои граѓаните ќе можат преку електронски пат да добиваат информации. Сега, некогашните кабини, без да стартуваат со проект, стоат празни, со метал и со отпадоци низ нив. Кабината позади мене е остаток од некогашниот проект кој требаше за Штип да биде информативна табла. Информации преку интернет за се она што е значено во Штип и за сите информации. Остана празна кабина. Одговорните не проверија како проектот се спроведува, ниту смогнаа сили барем да расчистат она што остана како метал и како ругло од проектот за информации. Да се надеваме дека во некое идно време Штип ќе добие вистински информативни кабини и табли, а граѓаните ќе можат, а и посетителите секогаш да добиваат информации за она што е значено во Штип. Граѓаните реагираат. Ако проектот не успеа, а и никој не се погруши да исконтролира каде и како завршија средствата, или нека се остранат кабините, или нека се ангажираат одговорните повторно да се вметат кабини и да стартуваат со проектот. Па слушај, знаеш која е најдобра карикатура? Што пишува дозоле без зборови, се е кажано. Што има да кажеме? Тоа е тоа. Најпаметно би било да го тргнат. Иначе, џабе уложиме средства или тај што е постоварил, џабе улагање средства кој е испокршено и скрадено. Што да ви кажеме? Попаметно е да се останат сега или да се обноват да бидат у функција. Вакви слични неуспешни проектни активности во Штип можат да се набројат повеќе. Еден од неуспешните исто така проекти во Штип се и киосците во кои требаше да се продаваат сувенири. Сега стоат празни.